Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска. Меѓу речиси 40 жртви од ураганот Ајрин и Македонка. На источниот брег на Соединетите Американски држави се уште трае санирањето на последиците од невремето. Еве ги најновите моменти. Идентификувана македонската државјанка која е меѓу најмалку 40-тината загинати во ураганот Ајрин во САД и Канада. Се работи за 20-годишната Ивана Тасева, соопшти шефот на полицијата на градот Филмингтон, Вермонт, Џо Сарејко. Тасева била на неколкумесечна работна програма во скијачки центар во оваа сојузна држава. Заедно со момчето и две други лица во автомобил неделата налетале на поплавена област од реката Диерфилд, но таа била единствената која не успеала да се спаси. На источниот брег на САД и натаму се санираат штетите од Ајрин. Надлежните велат дека околу 5 милиони луѓе од погодените подрачја уште преку една недела ќе бидат без електрична енергија. Обединетите нации предупредуваат на можно враќање на птичиот грип. Организацијата за храна и земјоделство ФАО соопшти дека мутирана форма на смртоносниот вирус H5N1 наведом е отпорна на постоечките вакцини и веќе се појавила во Кина и во Виетнам. Нова студија сугерира дека иако многумина американски муслимани се жалат дека се предмет на посебно следење и надзор, мнозинството всушност се мошне задоволни од животот во САД. Според анкета на центарот Пју, 8 на секој 10 велат така. 52% од испитаниците сепак наведуваат дека владата ги издвојува за следење во врска со тероризам. Пју проценува дека во САД живеат 2,75 милиони муслимани, што е за 400.000 повеќе од пред 4 години. Председателската комисија за биоетички прашања вчера соопшти дека научниците кои работеле на истражување во Гватемала во 1940-тите, финансирано од американската влада со умисла, без да ги информираат, изложиле над 5500 лица со кревко здравје на сексуално преносливи болести како сифилис и гонгореја. Меѓу жртвите, како што се наведува во извештајот што наредниот месец и официјално ќе му биде доставен на председателот Обама, биле деца, ментално болни, затвореници и лица што се бавеле со проституција. Комисијата заклучи дека научниците не пројавиле минимално почитување на човековите права и дека проектот бил површно и неетички воден. Лас Вегас – асоциација на казина, богатство и раскош, но и на сиромаштија. Според најнови истражувања, 1 на секој 5 деца во САД живее во сиромаштија, а проблемот е особено тежок токму во сојузната држава Невада. Зошто? Погледнете. Во сенка на светкавите казина во Лас Вегас, каде многумина сануваат брза добивка, живеат сиромашни. Летната жештина доведе бездомни и невработени во овој собирен центар со клима уреди на католичката добротворна служба на Јужна Невада. Поранешниот градежен работник Ричард Сканлон, кој поради повреда прима социјална помош, вели многу негови колеги способни за работа се без работа. Пред 10 до 15 години, доколку не можевте да најдете работа во Вегас, значеше дека не сте ја ни побарале. Сега не е така. Касандра Валер, мајка на 2 деца, благодарение на националната добротворна организација Семејно ветување, добила кров над главата. Што попрво да се плати со минимална надница? Завршив на улица неколку пати. Ситуацијата е досега најлоша што сум ја видела во Вегас. Над 6000 ученици во градот се бездомни. Програма на федералната влада им обезбедува училишен материјал, оброци и средства за лична хигиена. Економијата во Вегас ја движи туризмот, полека се опоравува, но нема да го надополни крахот на пазарот на недвижнини што го збриша економскиот растеж, вели економистот Стивен Браун од Универзитетот во Невада. За тоа е потребно да напредува американската економија во глобала. За директорот на Семејно ветување Тери Линдеман, политичарите не го разбираат проблемот. Нека дојдат во прифатните центри во недела да почувствуваат каква е ситуацијата. Тоа ќе им помогне да се заложат за решавање на проблемот. Под водство на Стив Џобс, Apple представи производи што го променија начинот на комуницирање и информирање во светот денес.
Во продолжение, што е тајната на успехот на оваа компјутерска компанија, што ја издвојува од другите. Од Германија до Кина на потрошувачите како никогаш да не им е доста од производите на Apple, компанијата олицетворена во довчерашниот прв човек Стив Џобс. Прашајте го Френсис Лан, технолошки аналитичар од Хонг Конг. Стив Џобс е човекот кој го промени начинот на кој преземаме музика од интернет, начинот на кој ги користиме слушалките, компјутерите. Многумина аналитичари подлекуваат дека Apple не е креаторот на поголемиот дел од технологијата клучна за успехот на компанијата, па сепак Apple прави нешто што другите не го прават, коментира Тед Розолис од IEEE Computer Society, водечка организација на компјутерски професионалци. Земат многу концепти и ги пренаменуваат, ја менуваат амбалажата, прават да изгледаат побаво и сите сакаат да ги поседуваат. Со неодамнешното повлекување на Стив Џобс од Apple од здравствени причини, дел од конзументите стравуваат дека Apple ќе загуби во иновативноста. Добрите познавачи на високотехнолошката индустрија пак сметаат дека Џобс веќе внимателно ги одбрал своите наследници и дека Apple ќе продолжи како и досега. Од друга страна, Ричард Рамелт, професорот по менаџмент на Универзитетот Калифорнија во Лос Анџелес, предупредува. Доколку луѓето кои во иднина ќе раководат со Apple не наметнат ист вид на силни стандарди за совршен дизајн на производите, ќе дојде до пат на популарноста на производите на компанијата. Рамелт сепак додава дека Apple веќе има планови за своите производи за наредните 3 до 5 години. А во следната емисија Здравјето на прво место зборуваме за ракот на панкреас и зошто е тешко да се третира. Гледайте утре во Newsflash. Сокриен се до крајната фаза. Ракот на панкреас поради положбата тешко се диагностицира и лекува. Зова утре во Newsflash. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска. Ве покануваме да продолжите да не следите и на нашата веб страница glasnaamerika.com и се разбира на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.